Добро вечер. Денеска се празнува Богојавление во Удици, христијански празник кој се слави уште од вториот век. Поврзан е со крштавањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од страна на Свети Јован, кој од тогаш се нарекува крстител. Фаќањето на крстот значи соединување на човекот со Христа и се верува дека оној кој ќе го фати, ќе го следи благослов и среќа во текот на целата година. Со водици завршуваат така наречените некрстени денови. Православните верници денеска се поздравуваа со изреката Бог се јави, навистина се јави. Даниел Дучевски од Маđари го фати крстот во Вардар. Марио Димитриевски трет пат го фати крстот во Илинден. Владко Кустовски е стрикниот кој прв исплива до крстот во реката Лепенец во Волково. Осветени водите на реката Пчиња, со што традиционално се одбележа празникот Богојавление во Удици. Скопјани денеска на Водици се насладуваа со пифти во општина Газибаба. Годинашното чествување на Богојавление и обредот на скокање по крстот беше одбележан со нетрпеливост од учесниците кои влегоа во реката уште пред да бидат прочитани Евангелијата. На неколку пати интервенираше и поглаварот на МПЦ, архиепископот господин Стефан, со цел да се обезбедат потребните услови за фрлање на крстот. Поради тоа, од МПЦ најавија дека идната година подароците ќе бидат сведени на минимум. Даниел Дучевски од населбата Маđари беше најстрикниот меѓу 200 лица кои денеска се фрлија по светиот крст во водите на реката Вардар, кој ги освети поглаварот на МПЦ господин Стефан. Ова е трет пат како Дунчевски го фаќа светиот крст за големиот христијански празник Богојавление во Удици. Нетрпеливите скокачи влегувајќи во реката уште пред да бидат прочитани Евангелијата, предизвикаа револтка господин Стефан, кој се закани дека нема да го фрла крстот. При тоа нагласувајќи дека идната година подароците за стрикниот кој најбрзо ќе стигне до крстот ќе бидат сведени на минимум, односно идната година ќе се подарува само икона во чест на крштавањето на Господ Исус Христос, па на тој начин ќе се избегнат пријавување на луѓе кои од интерес, а не поради верба во Господ, се пријавуваат за фаќање на крстот. Меѓу лицата кои денеска учествуваа на манифестацијата, имаше и верници кои со децении скокаат по крстот, но и такви што досега никогаш не учествувале. Беше пријавено и едно девојче и неколку малолетници. Церемонијата почна со богојавленска литургија во 9 часот во црквата Света Богородица Пречиста во Скопје, а потоа поглаварот на МПЦ со свештенослужителите дојде на мостот на Вардар и ги освети водите на реката. И овој пат скопјани во голем број дојдоа на бреговите од Вардар, за да го проследат чинот на осветување на водите и фрлањето на светиот крст. Годинашниот кум на манифестацијата, 26-годишната Ана Марија Вуковска, го даруваше Дончевски со пригодни подароци, како плазма телевизор и икони од осветените места во Ерусалим. Од вкупно 23 капачи кои се фрлија во водите на реката Лепенец, најсреќен беше Сашо Радушин од Волково. Златниот крст од погачата оваа година му се падна на градоначалникот Сокол Митровски, што значи дека негово е кумството за водици 2015 година. Со фрлање на крстот во водите на реката Лепенец, традиционално се одбележа верскиот празник Водици. Голем број на верници се собраа околу коритото на реката Лепенец да го проследат фрлањето на крстот, символот на среќата и благосостојбата. Не многу студеното време привлече голем број на верници годинава да влезат во водите на реката Лепенец во населеното место Волково. Но од вкупно 23 капачи, најсреќен беше Сашо Радушин од Волково, кој од градоначалник доби подарок лаптоп компјутер. Ова година им дадовме навистина и пригодни поклони, пошто општината Ѓорче Петров секогаш на тие што ќе го фатат крстот им даваа соодветни награди, дадовме лаптопови, секако тоа се млади луѓе, порано дававме некои други телевизори и така натаму, чувствувам дека лаптопите се прозорец према светот и се надевам дека овие символични награди кои ги даваме сепак многу значат и можат да ги користат, да кажам, за сите своји потреби и да најдат практична примера кај тие млади луѓе.
По фаќањето на крстот, кумовите од минатата година, заедно со градоначалникот Сокол Митровски, ја скршија традиционалната погача со 2 сребрени и 1 златен крст. Најсреќен беше градоначалникот Сокол Митровски, кому му се падна златниот крст, а со тоа и кумството за Водици 2015 година. Јас навистина се чувствувам среќен затоа што оваа година, како што гледате, првото вртење крстот падна кај мене, значи ќе не биде годината среќна, беричетна и се надевам во интерес на граѓаните на општината Ѓорче Петров, со Божја помош ќе ги реализираме сите проекти кои се ветени за тековната година. Јас сакам уште еднаш во име свое, во име на Советот, на сите православни христијани во Република Македонија, да им го честитам големиот верски празник Богојавление, познат кај народот како Водици, затоа што навистина со ова почнува Божјата мисија, почнува неговото ширење на христијанството и сакам еве од денешниот ден навистина да ни биде среќен, беричетен и се надевам дека навистина со ова што денеска ми се случи да го добијам крстот и да го носам кумството за наредната година. Се надевам дека навистина ќе имаме беричет, здравие, убавина и сето тоа уште еднаш да повторам во интерес на граѓаните да се реализираат сите тие ветени проекти за еден подобар и посреќен живот. Уште еднаш дека му е честито да кажам фаќањето на крстот и нека ми е честито и мене кумството на сите граѓани во општината Ѓорче Петров. Помеѓу 60 учесници, Марио Димитриевски по трет пат беше најсреќниот кој успеа да го фати крстот во водите на езерото во Белви во општина Илинден. Оваа манифестација во Илинден се случува 6-та година поред. Големиот христијански празник Водици традиционално 6-та година поред беше одбележан и во општина Илинден, во соработка на општината со црквата Свети Константин и Елена, во водите на езерото кај хотелот Белви, точно напладне со посебен црковен обред, беше фрлен символот на среќата, крстот, по повод христијанскиот празник Водици, ден на кој според светото предание, Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во водите на реката Јордан. Се смета дека најсреќниот верник кој ќе го фати крстот, цела година ќе го следи среќа, здравје и благосостојба, а најсреќен оваа година во Илинден беше Марио Димитриевски, кој 3-та година поред го фаќа крстот во Илинден, а 4-та година се фрла по крстот за здравје. Која година поред учествуваш и дали прв пат го фаќаш крстот? 4-та година поред учествувам, трет пат го фаќам поред крст. Има ли некоја тајна како се фаќа крстот секоја година? Не знам, мислам дека Господ едноставно среќа. Дали изминатите години ти донесе среќа крстот? Премногу. Верувам дека стварно носи среќа, поготово оваа година, многу среќа, све ми донесе радост. Ќе продолжиш или понатаму да се пријавуваш? Додека ме служи здравјето секако. Најстрикниот оваа година од општината, јавните предпријатија и некои од стопанските субјекти кои се на територијата на општина Илинден доби вредни награди. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски на Марио му подари телевизор. Како и минатите години, така и оваа. Посетеноста на овој настан беше голема. По крстот оваа година се фрлија 60 на учесници, додека пак минатата година по крстот се фрлаа 70 учесници. За сите посетители кои беа присутни на оваа манифестација, општината им обезбеди бесплатни топли пијалоци. Традиционално и оваа година општина Петровец го организираше фрлањето на крстот во водите на реката Пчиња кај Катлановска бања. Најстрикниот оваа година е Кристијан Димитриевски од Катлановска бања. И оваа година, како и минатите години на православниот христијански празник Богојавление Водици во општина Петровец, крстот се фрлаше во водите на реката Пчиња. Оваа година фрлениот крст во ладните води на реката Пчиња во Катлановска бања имаше среќа да го фати Кристијан Димитриевски. Кристијан оваа година беше најсреќниот кој што, како што каже и самиот тој, веќе 4 пати учествува во фрлањето, а се фрла во ладните води на Пчиња пред се за здравје. Тој им порача на сите верници од година в година да се пријавуваат во што поголем број. Денес сум најсреќниот жител во општина Петровец, кој фати крстот во селото Катланово. Рипам 4 години поред. Ова испаднав како најсреќен од нив. И го честитам на сите христијани празникот и до година помаслам на сите другари мои да дојдат и да рипаат по Светиот крст. Општина Петровец, која беше покровител на оваа празнична свеченост и кумот за сите учесници кои оваа година се фрлаа по крстот, обезбеди пригодни подароци, а најсреќниот од општината доби LCD телевизор. Денес по повод празникот Водици, Богојавление, значи во населеното место Катлановска бања имаме свечено фрлање на крстот во реката Пчиња, каде што еден од најсреќните
Кристијан Димитриевски оваа година го фати крстот. Сакам да му посакам значи среќа и здравје на најсреќниот и на сите оние кои учествуваа во фаќање на крстот, а не успеа оваа година да го фатат. Им посакувам значи и до година да учествуваат во оваа наша традиција православна. Исто така на сите значи верници од православна вероисповед сакам да им го честитам престојниот празник Водици. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски ветува дека традиционално ќе продолжат и понатаму да го организираат фрлањето на крстот во водите на реката Пчиња во Катлановска бања. По шести пат се одржа традиционалната културна манифестација Пифтијада 2014 во општина Газибаба. Собраните средства од продажбата на пифтиите ќе бидат наменети за хуманитарни цели за детската клиника. Денеска на православниот верски празник Богојавление Водици се одржа шестата поред традиционална културна манифестација во општина Газибаба Пифтијада 2014 на плоштот на општина Газибаба во населбата Автокоманда. Организатор на манифестацијата беше општината во соработка со Сојузот на жени на Газибаба, а активно учество земаа сите урбани и местни заедници во општина Газибаба, како и рестораните кои се наоѓаат на нејзина територија. Гости имаше и од соседните општини во градот Скопје. Традиционалната манифестација ја прогласи за отворена градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски, а во уметничкиот дел настапија голем број македонски естрадни уметници. Убав ден за да можеме прво да го празнуваме нашиот голем православен христијански празник, а второ и да направиме едно убаво дружење и убава закуска со нашето препознатливо јадење кое што е препознатливо за овој дел од годината, пифтијата. Исто така, ова манифестација има и хуманитарен карактер. Од продажбата на пифтиите средствата што ќе бидат собрани, ќе бидат наменети за донација за детската клиника. Бидејќи навистина е доста масовна оваа манифестација, планираме оваа манифестација да ја продолжиме и во наредните години. Ја пред себе сакал да им го честитам празникот на сите православни христијани кои што го празнуваат празникот Водици, Христовото крштевање по стариот календар, да им посакам здравје, среќа и успех и велат како ќе биде овој ден, таква ќе биде годината, да ја почнеме со весело, со убаво, така да ни биде целата 2014 година. Ова е добра манифестација која го збогатува културниот живот во градот Скопје. Градот Скопје дава поддршка на сите вакви манифестации кои што ги организираат општините, така да и нова манифестација даваме голема поддршка и посакуваме за сека општина да има што повеќе вакви манифестации. Изложените пифти беа продавани, а најдобрите од нив добија и награди. Собраните средства од продажбата на пифтиите беа наменети за хуманитарни цели за детската клиника. Одржаната манифестација беше од отворен карактер, а за сите посетители беа обезбедени топли напитоци. Средствата ги обезбеди општина Газибаба од својот буџет за 2014 година од програмата за култура и културни манифестации за оваа календарска година.